Светските и регионалните случувања секогаш во фокусот на отвореното студио 1 и секогаш со колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добар ден. Стартуваме со она што можеби малку затаија жолтите елеци во Франција, односно информациите. Или се големо разочарување, не знам, сега така, ќе влеземе со тој момент. Некако се чини според пишувањата на француските медиуми, секако еве и ти ги следиш, 12 недели чинам поред протестираа, меѓутоа главно некако се чини дека веќе ја губат поддршката од францускиот народ. Ја губат поддршката, ја добиваат од радикалните екстремисти. Жолтите елеци практично од едно движење кое ветуваше, јас лично дури верував во него, дека ќе може да направи нова светска револуција, каде што ќе ги исправи оние неправди кои постојат во капитализмот, особено во Франција. Нели беа предизвикани од покачувањето на даноците од страна на владата на Макрон, даноците за гориво, зголемување на јазот помеѓу сиромашните и богатите. Тие излегоа и почнаа да протестираат со една, ми се чини, левичарска правдолюбива идеологија, а тоа е да се укаже на богатите дека богатите не може да бидат толку многу богати и да произведуваат толку многу сиромашни. Но се чини дека жолтите елеци изминатиот период поради своите сите случувања на улиците на француските градови, особено во Париз, почна да ја губат довербата кај луѓето. Една од причините зошто французите полека не ја поддржуваат, не ги поддржуваат веќе жолтите елеци е нивната политизација и пред се нивната радикализација. Имено можеме да видиме на улиците дека тие од едни протести станаа насилни. Наместо да протестираат за тие граѓански права, човекови права, тие почнаа повеќе да излеват агресија и гнев врз објектите во Париз, врз културното наследство во Париз, па дури бевме сведоци онаква борба и битка со француската полиција да се работи за некој отворен фронт, а не граѓанска непослушност. Во секој случај, тие случувања ги предизвикаа првин другиот дел на француското општество да формира така наречени црвени шами или плави елеци, кои беа како некаков контрапротест на овие жолти елеци, укажувајќи луѓе, престанете веќе да го сквернавите Париз и другите градови, престанете со насилства, Париз од една светска и туристичка метропола станува полека опасен град за туристите кои не сакаат веќе додат во Париз ради тие случувања. Огромни се, ми се чини, финансиските ефекти контра она што Париз го заработувал. Дополнително, како една од причините, можеби и потезите на Макрон кој искористувајќи ги овој лош тренд. Значи, само ќе потсетам дека од 61% до пред 2 месеци кои ги поддржува жолтите елеци, анкетите денес укажуваат дека одвај 24% од французите го поддржуваат движењето на жолтите елеци. Макрон очигледно искористувајќи оваа шанса да им направи дополнителен удар на жолтите елеци, ги намали, односно вети дека ќе го намали данокот на гориво и на бензините и горивата и дополнително им најави на полицајците, на француската жандармерија и полиција која се справува со овие насилни демонстрации, покачување на платите, што дополнително во француското општество ми се чини дека жолтите елеци полека можеби ќе заминат во историјата. Само сакав да дополнам дека тие до пред 2 месеци беа сериозна политичка закана за Макрон и за останатите политички партии во Франција. Дури се претпоставуваше дека на престојните европски избори тие ќе освојат 3-то место во Европскиот парламент. Се одеше дотаму што тие беа проиграни од италијанската влада, што да соработуваат со жолтите елеци за заеднички настап во Европскиот парламент, што дополнително ги затегна дипломатските односи меѓу Париз и Рим, па дури Париз отиде дотаму да го повлече својот амбасадор од Рим. Но сега ми се чини како да се издиша тој балон, а сето тоа како резултат, повторно ќе кажам, од едни мирни левичарски барања на права отидоа крајно десничарски, со многу насилство, со многу сквернавење и со буквално војна на улиците на Париз. Да, францускиот народ сигурно тоа нема да го толерира на наков начин. Добро, јас ќе потсетам дека спомена. Они имаат традиција на подигање на светски револуции кои го менувале светот, ние го знаеме тоа по историјата и жолтите елеци ми се чини дека беа на чекор до таму. Но сега како што изгледаат работите многу брзо,
значи за 1-2 месеци Европскиот парламент европските избори ќе бидат, веројатно интенцијата на Макрон и на останатите капиталисти е дополнително и целосно да го уништат движењето на жолците. Антоновиќ, кога сме кај Франција, исто така важна вест од светските настани е дека Франција, Германија, па и Велика Британија, чинам се, они европски земји кои што му рекоа не на Трамп во однос на прифаќањето на европските джихадисти. Тие европски джихадисти мораме да потенцираме, само се работи за барањето на Белата куќа, односно Доналд Трамп, кој повторно преку Твитер побара од европските земји, со повлекувањето на американските сили од Сирија, се остава еден вакуум простор на огромен број на борци, кои, ќе кажеме и ќе подсетиме дека се француски државјани, британски државјани, белгиски државјани, кои ќе останат таму, и Трамп побара од европските лидери, значи да си ги приберат своите државјани и да им судат во нивните држави. Од друга страна и Лондон, и Париз, па и Брисел, зборам за белгиски Брисел, го одбија барањето на Трамп, сметајќи дека тие луѓе се премногу опасни да бидат азилирани иако се нивни државјани. Значи колку и да се нивни државјани, тие не ги сакаат да се вратат назад во матичните земји. Британија стрикно рече дека нема да ги прифати, Франција остави простор, меѓутоа е свесна дека најголем број на тие джихадисти се француски државјани, истото и белгијанците. Од друга страна, Трамп се закани дека доколку европјаните не си ги приберат своите државјани, тој ќе ги пушти сами да се вратат. Така да тука доаѓа уште. Што ќе стане со овие луѓе во ваква статус кво, некаква ситуација, цементирани позиции? Обично тие луѓе кои одат да се борат се потенцијални терористи. И тие не знаат ништо друго освен да војуваат. Значи, ако се во Сирија, сега во Сирија се, ако се повлече фронтот од Сирија, можеби ќе отидат во Венецуела, нели, како жаришта. Сега, американците сакат државите, чии државјани се тие да ги приберат за да бидат под контрола. Француските джихадисти у Франција да се судат, британските у Британија, белгиските во Белгија. Од друга страна, европјаните не сакат на нивна територија да се вратат тие опасни луѓе. Франција вели, иако се тоа наши државјани, тие се многу опасни. Ние гледавме изминатите години, се случи Шарли Ебдо, се случија многу терористички напади, и она во Ница со камионот, така да тоа го прават тие луѓе. Оттаму и тоа недоразбирање и немање на план на Трамповата администрација што ќе направи со повлекувањето на американската војска. Тој одлучи од недадеш. Потврди ли Андоновиќ администрацијата на Трамп ово што го спомена во овој однос конкретно? Администрацијата на Трамп потврди од аспект на тоа што ми се чини води дупла политика. Од една страна Трамп и Белата куќа водат една политика, од друга страна Пентагон и Стејт департмент од друга, па некако не е усогласен, па доаѓаме нели во ситуација да ги коментираме оние случувања во Конгресот и Сенатот, каде што Трамп се закани денеска дека ќе стави вето доколку не му бидат дадени тие пари за ѕидот кон Мексико. Он ќе го прави ѕидот кон Мексико независно од тоа дали ќе има поддршка во Конгресот или не. Исто така подвоена политика има и на Косово, но има и во Венецуела. Имено Трамп пред 2 или 3 дена повтори дека не е исклучува воената интервенција врз Венецуела, додека Конгресот и Пентагон велат дека нема да има воена интервенција врз Венецуела. Така да ми се чини дека таа подвоена улога што се случува таму во Вашингтон се рефлектира низ целиот свет. Пред крај Андоновиќ не може да не се искоментира, секако исто резултат на тоа. Поврзано со Трамп е она што на некој начин, особено на социјалните мрежи, може би беше забележано како фаќање сеир, меѓутоа има изјава, односно тврдење дека Трамп не им верувал на своите разузнавачи. Особено не на FBI, што е дополнителен. Да, туку му верувал на Путин. Токму е тоа последица на ова што го разговараме, некоја подвоена улога. Да, според изјавите на Белата куќа, но и според изјавата на поранешниот директор на FBI Ендрю Меклеб, тој за време на судењето, само ќе потсетам дека тој беше разрешен пред година дена од страна на Трамповата администрација поради некои причини кои не се наведени баш јасно. Тој вели дека имало обид, односно Трамповата администрација го обвини дека имало обид за да му се направи пуч на Трамп во 2017 година од страна на разузнавачките служби да го сменат од местото претседател, што Трамповата администрација нели како контраефект ги смени тие челни луѓе за кои ги обвинуваше дека играат против него. Тој денеска излезе и сведочеше една шокантна изјава дека
сите разузнавачки информации за безбедноста во некои точки во светот, Трамп ги игнорирал, особено за Сирија, кога FBI и CIA му посочиле дека таму има джихадисти ке направат терористички напад, Трамп ги отфрил тие тврдења и рекол, мене Путин ме увери дека тие таму нема да направат таков напад, што само искочи во американските медиуми онаа шокантна вест дека Трамп повеќе му верува на муабетот на Путин одошто неговите разузнавачки информации кои со факти и аргументи, како што се наведува, тврдат одредени работи. Така е, Доналд Трамп и се можно. Андоновиќ, ти благодарам за гостувањето. Секако со тебе повторно се гледаме во отвореното студио 1 во среда, а почитувани останете со нас, следуваат вестите заедно со колегата Александар Петерски.